Вака звучи еден обичен мајски ден во зоолошката градина во Скопје. Таа во последно време е често присутна во медиумите, поубаво. Пролетва тука се случи вистински бејби бум. Се родија десетина младенчиња од различни видови, меѓу кои двогрба камила, валаби кенгурче, камерунски кози, најмалото мајмунче на светот од видот џуџест мармазет и најголемиот хит помеѓу бебињата, трите бели лавчиња. Таа и по изглед веќе не е збирот кафези во кој животните делуваат тажно или вознемирено, каква што ја памтат од моето детство. Јас сум Милина Јакимовска. Во оваа епизода ќе разговараме со вработени и со понекој жител на зоолошката градина за да испитаме старата изрека. Ако е тешко да се работи со луѓе, дали е тогаш полесно да се работи со животни? Средно имам завршено во Никола Карев, тоа беше средно насочено биотехнологија. Тогаш мислам дека беше последна генерација биотехнолошка насока, бидејќи повеќе бев по природните науки. Завршив во Никола Карев и после каде да, кога во прашање високото образование, каде да продолжам, прва година беше се отвори факултетот за ветеринарна медицина таа година. Тука во рамки на тогаш беше во склоп на земјоделскиот, како еден дел беше ветеринарна медицина. Последната година веќе се одвои како самостоен факултет. И кога ја гледав програмата, од сите факултети, каде што како од Никола Карев, ветеринарна медицина, а ведејќи претходно знаев дека нема кај нас ветеринарна медицина, како се отвори факултетот, тоа, значи тоа е знакот. Ова е Весна која во зоолошката е одговорна за две нешта: едукација на посетителите и здравјето на нејзините жители. Уште како мала не само што ги сакала животните, туку знаела и како да им ги санира повредите и практично да им помогне. Цело време и како дете надвор, со уличните животни, чекај ова да му направиме, чекај тоа да му направиме. Некако, не знам, тоа така ми беше како дека го знам, со животните работиш и знам тоа да го правам. Ке донесе маче и јаве мачето, знаеш како да го фатиш, дека треба нозете, главата, ке те изгребе, ке те касне. И кога го видов дека се отвори факултетот за ветеринарна медицина, викам, ова изгледа тоа. Откако го завршила факултетот, Весна поминала 1 година пракса, а потоа уште 3 во ветеринарната амбуланта во автокоманда, работејќи главно со мали животни – мачки, кучиња, папагали и, како што вели, по некое прасе или коза. Па уште 3 во ветеринарната инспекција, каде не работела со животни, но со производи од животинско потекло. Сепак, ја влечело нешто друго. Секогаш ми било предизвик да бидам во зоолошка градина, да работам. Бидејќи овие животни што се тука не се учат на факултет. Немаме предмет тигар, лав, мајмун, имаме предмет дивеч, имавме ние биологија и патологија на дивеч, меѓутоа во дивечот се рис, волк, ребица, фазан, мечка, претежно дивечот што е во Македонија. Екзотика немавме како предмет. Не знам сега на факултетот дали има како предмет екзотична медицина. Ние го немавме, мене ми беше предизвик и да учам во исто време и да работам. Како изгледа еден вообичаен ден за вработен во зоолошката градина? Да, има. Сега нормално кај секој е различен. Кај зоонегователите што се грижат за животните, доаѓаат на работа во 8:30. Прво е да ги видат животните, дали се тука, како се, што се, здраво, добро утро на сите, нели? И после почнуваат со, како што е секојдневната работа, да им исчистаат остатоци од храна, претходно измета кој има, вода да сменат, да видат состојба на само живеалиште, технички да го проверат дали е некаде нешто се има случајно, не се има случајно и после тековно си е одржување на самиот реон, кај нив, кај зоонегователите. Кај нас, кај ветеринарите, секој ден е различен. Нема онака, може кога ќе дојдем на работа, уште на одење да ми се јават кон работа, да ми кажат дека има нешто, да ми пријават, дека има родено, дека има угинато, дека има избегано од негде скршена ограда или не знам што, нешто повредено, дека има нешто може такво да се случи. Може некој ден
да нема никаква интервенција, ништо, од ветеринарен аспект да не се случува. Претежно ветеринариот дел е повеќе во превентива, значи да спречиме да дојде до болести, бидејќи во зоолошката не се чуваат болни животни. И нема случаеви да се работи со болни животни од болест, нели, како што е кај домашните миленици. Нема влез заради таа причина не е дозволен влез со домашни миленици, за да не дојде до трансфер на одредени причинители на болест и да не дојде до вознемирување на самите животни. И претежно превентивата се состои во, нели, давање на превентивно витаминско-минерални додатоци во исхраната, како и редовно прочистување од паразити, внатрешни, надворешни паразити, дали со бањење, дали со инекционо со препарати, и превентивно вакцинацијата кај одредени видови. Во текот на разговорот Весна своите пациенти ги нарекува по име. Младата бела лавица е Сонја. Кан е дојден од Загреб, а Гете од Келн и двајцата се морски лавови. Имале ги Бон Џорџ, што го испрателе во зоолошката во Николаев, Украина, со чија негувателка се во постојан контакт. Имаат ли сите животни имиња? Па повеќето имаат имиња. Тие што се како не знам како да ги кажам. Например, немаат имиња шатките, гуските, тие што се во јато, во поголема група, што е поголем број на животни, немаат сите имиња дадени. А вие меѓу себе кога зборувате за нив по име ги кажувате? По име, да. Значи како Денеска не е добро на Мими, пример. Да. На Мими дадов терапија, пошто Мими конкретно Саши Банзото е под терапија. Си ја има онаа старечка терапија. Притисок, срце, значи си прима терапија за тоа. Како воопшто пристигнуваат нови жители во зоолошката? Носењето на животни е најчесто со размена со некоја друга зоолошка градина, бидејќи не чуваме животни од природа, не земаме. Затоа што, нели, нема да преживее животно земено од природа тука, плюс и причините, носител може би потенцијален на некакви причинители на болест. Се чуваат животни од заробеништво, значи ги земаме од други зоолошки градини и најчесто се тоа договори комерцијално, не работиме со животни, значи нема продавање и купување. И се носат нормално доколку се работи за некој вид кој што спаѓа во таа една програма за заштита на европски видови. Има секоја програма координатор на тој вид, го се контактира координаторот кој што бара одредени референци да исполнува институцијата за да тоа одредено животно отиде таму. Дали се работи за живееливштето, слики од живеелиште, нацрти праќаме архитектонски од самото живеелиште, простор колку ќе има, со што ќе го храниме, кој ќе го чува, како ќе го чуваме. Значи не е тоа така едноставно? Да, не е едноставно, поготово ако се работи како за слоновите, например. Не е туку така донеси го слонот и стави го. Врзи го на бандер. Да, сепак е животно кое што бара одреден третман и начинот на чување сега на животните во зоолошките е сосема поинаков од тој кој што бил на времето кога се чувале во мал заграден простор, се давало храна, се чистило и толку. Сега се оди кон сите животни се на природна подлога, значи нема веќе на бетон. Поголеми се живелиштата и стандардите за чување на животни се поголеми, нели, за едно животно се знае колку е пропишено, зависи од кој вид. Висината на живелиштето, површината на живелиштето, кога ќе биде да има отворен дел, да нема отворен, да има затворен, да нема затворен дел, базен дали да има, да нема. И дополнително кај одредени животни се работи на тренинг. Не тренинг во смисла на циркуска атракција, меѓутоа тренинг кој што ќе му помогне на ветеринарот и на самиот зоонегувател да ја види состојбата на животното подобро. Слоновите тој тренинг што го имаат, има тренинг го даваат увото за бидејќи од уво се вади крв ако има потреба, доаѓа до ограда, се мести така странично за доколку треба да се аплицира средство,
инекционо се изведе тоа без да треба нешто да се врзува животното или да се анестезира, ги даваат нозете, слоновите за педикир да им се прави, бидејќи тоа е еден од проблемите кај тие животни, прераснувањето на ноктите и самиот табан долу, нели, како што одат жените на педикири, нашите слоници одат имаат педикир. Ти го правиш тоа? Не, тоа го прават зоонегователите. Значи, дресирани се слоновите, ја дава едната нога, другата, трета, четврта. И сега, нели, бара тоа повеќе време за работа, не може тоа да се заврши у еден ден, у 2 дена ги завршуваат еден слон, например. Други морските лавови, например, се дресирани да отвори уста, нели, луѓево ги гледаат. Тоа е се случува во време на хранење на морскиот лав и е како еден вид на едукација на самите посетители да научат да го видат животното на суво, што се вика излезено надвор како изгледа, дека има пераи, дека ги мрда пераите. Ја отвара устата не за да нешто покаже какви заби има, него за да види внатре зоонегователот дали е се во ред во внатрешната шуплина. Бидејќи имавме случај кај морскиот лав кога внатре имаше федер на забот заглавен. И да не постоеше тој тренинг, немаше да го видиме тоа. Кога некој човек се однесува агресивно и недолично, велиме не се однесува како животно. Но ваквиот опис е навредлив за животните, кои ни криви ни должни често се жртви на човечки примероци, кои во зоолошката ги предизвикуваат најголемите проблеми. Да, има најчесто се предизвикани од несовесни посетители, дали заради незнаење нивно или заради, не знам, очекуваат животното нешто да направи, некаква атракција, не знам што очекуваат од животните. Имало случаеви кога сум била очевидец, на нојот му го дава цела кутија цигари, тврдо пакување, значи Малборо ли беше, не знам што беа цигари, и нојот цела кутија ја голта и ја гледам како оди надолу по вратот. И сега викам, што да ти направам? Си имала караници така со Да, а меѓутоа и не само јас, сите овие зоонегователите со тоа имаат проблем. Расправање со посетители, а не смеат ништо да им направат, нели, освен само да го предупредиш. Посетителите различно реагираат, има некои кои што ќе се извинат, не знаев, нели. Некој се расправа, гледа си твоја работа. Знам дека од тука го украдоа Лука, мислам, павијанот, мајмунчето, го украдоа и тоа во Белден. Ја исекоа мрежата и го зема, бидејќи мајмунот беше, малечко мајмунче беше научено со луѓе. И меѓутоа веднаш ги фатија на камери, пошто ги видовме како се случува, како излегуваат. Се работеше, беше некој, не знам, им требало за продажба, за нешто да земат. За атракција. Не за атракција. Да го продадат за да земат нешто за себе. Ако се случи нешто по контакт со животно,
валјда заради тоа што има срам да го кажат, не го пријавуваат како случај, бидејќи самите се виновни за тоа што настанало. Постои безбедност на ограда, која што не смее да ја помине, си има предупредување да не ја поминуваат, тој ја преминал оградата и сега животното ако му направи нешто, или ако му земе некој негов дел, ми ги зема наочарите, скапи ми се. Па зашто му ги даде, викам? Па не му ги дадов сам, ми ги зема. Како ти викам, ти ги зема сам наочарите? Зашто си му ги дал? Или ти му зема кондори, не знам, ракавици. Кондори? Пакучи, во столки, не знам нешто. Викам, значи ногата си му ја ставал до него, кај мајмуните конкретно. Си ја ставил ногата. Значи, однос на белјачи, да речем под наводници, ама провоцирани, мајмуните се пак водат. Пошто други кои со раце, тешко кој друг... Други, да, нема други, освен на времето имаше во стариот Згромник кога беше. Сака да се сликаат со лавовите, блиску да му биде лавот, да му направи нешто лавот, не знам што очекува да направи лавот. Да рика. Затоа е цртаниот Мадагаскар направен. Нели лавот Алекс таму у 12 сат атракција им прави. И они изгледа тоа очекуваат, да види ништо не прават лавовите, па со стапови ги ке се прекачат да ги буцкаат за да рикаат лавовите. Пантерот нешто да им направи, знам дека пантерот успеа да ги пикне шепите тогаш преку мрежа. И му направи нешто на посетителот, меѓутоа тој само си замина. Со животот помеѓу негователите и животните значи и тоа дека тие може да си пренесат и некои заразни болести. За Весна најважно е болестите не да се лечат, туку да се превенираат. Но уште на почетокот на својата работа како ветеринар морала да се соочи и со ситуации во кои за животното нема помош. Да, јас имав уште додека бев во автокоманда во амбулантата, нели локално од мало, што се другарите, ми се јави другар, абе кучето нешто изгледа, ми умира, да доеш да го видиш. И се, абе викам, ја во мене викам немам лекарства ништо, тоа се во амбуланта, ако го донесеш, меѓутоа навечер беше веќе 9-10 часот некаде. Викам ништо не можам да му направам, ама не, дојди само да го видиш. Бидејќи и тоа е, нели, кај собствениците, барем да го видиш, да ми кажеш што е. И јас, буквално кога дојдов само да констатирам смрт. Кучето беше умрено. Значи, и кога се вратив дома, и баш знам на мајка ми кажав, викам, абе како бе, не можев, викам, ништо да направам, викам, умрено беше. И сега она ме теши со тоа дека и во хуманата медицина докторите одат само да констатираат смрт. Имало случаеви, нели, ке се јават на телефон, брза помош. Нема, вика, што да направиш, вика, во тој случај. И тоа ми беше така прво кога не сум можела да направам ништо, дека сепак и тоа е дел, нели, кај што има живот, има умирање, дека и тоа е еден дел од работата, дека мора да му се обштиш, дека веќе нема. И таа и сите вработени во зоолошката се приврзуваат кон животните за кои што се грижат. Најтешко е кога некој од нив ќе угине, но не е лесно и кога се разделуваат ако животното треба да патува за друга зоолошка. Се соживуваат и многу што имаат дојдено, нели, времено менаџер да биде, не работел никогаш, например, со животни, самите кажуваат ти влегува под кожа, вика зоолошката. Бидејќи, нели, тука е со животните, го гледа животното. И се соживуваат и сите зоонегуватели. Кога треба посебно да патува животно, како сега кога отиде гибонката за Украина, така со испраќање со ајде чао, ќе ти биде убаво, ајде. Или па кога ќе, нели, кога ќе угине животното, секогаш е така како еден дел, сега го немаме веќе тој, ако е посебно, ако е некој миленик на некој, пошто секој си има од групата на животни, овој му е негов, нели, од лавовите, например, оваа ми е поише така, не знам, со мене, ќе каже. Најновиот случај ја потврдува таа приврзаност. 7-месечно бебе гибонче било фрлено во едно од езерцата во зоолошката од страна на мајка му, што за него значило сигурна смрт. Неговата негувателка Зера не размислувала многу и се фрлила по него. Иако немало голем изглед дека ќе преживее, Весна упорно го реанимирала.
Сега тоа има и свое ново пливачко име. Тоа како што ми кажа зоонегователот, зоонегователката, мајката го вика, јас видов дека нешто фрла. И вика, не очекував дека ќе биде малото гибонче. И она кога го видела во вода, влегла да го извади од вода. Бидејќи кај нив толку секунди се упрашања кај нив, не знае да плива и се дави, готово. И ја кога дојдов, они веќе директорот го реанимираше, бидејќи директорот е дел од вработените, не е од надврдите, па директорот го реанимираше. Значи од нашите вработени е директорот, го реанимираше малото, меѓутоа веќе беше без знаци дека нешто ќе се случи. Го, нели, тука, кога веќе мислевме дека готово, го изгубивме и толку, го земав гибончето и продолжив да го масирам. Продолжив и сега, нели, не знаеш, мојот прст, пулсот си го осеќам или на мајмунот во ситуацијата и продолжив надворешна масажа на срце, на топло го ставив, вештачко дишење, масажа на срце, вештачко дишење, пошто кај него не е уста на уста, него е устата моја на целата негова глава. Зашто мало, да. И почна, ајде, так, срцева имаше акција, по некој удар се осеќаше, викам, добро, ајде, продолжи. Значи не се откажав, продолжи. Тука се концентрирав на тоа, значи се изолирав буквално во еден ќош. Отидов, се сокрив да не ме гледаат, значи, бидејќи, нели, има колеги ки дадат, шо преш, шо е тоа, шо му е, ова е сега, готово. И се концентрирав само на тоа и масажа, почна едно време, изфрли еден дел вода од белите дробови, ајде пак продолжив и почна устата, так, ја отвори, а беше целото млитано, значи глава, раце, се, нозе, омлитавано, пуштено. И почна устата, так, ја мрдна устата. Оп, добре, звук пушти, ке те биде. Викам, ова е знак дека ако ке те нема биде. име са Весна, треба се. Не, Делфина се вика. Кога станува збор за зоолошките, многумина смета дека тие, особено денес во време на развиена виртуелна технологија, се непотребни институции, каде животните се малтретираат во заточеништво. Што мисли Весна за ова? Па, зоолошката како концепт, воопшто зоолошките како концепт, нели се различно прифатени кај луѓето. Меѓутоа, работата е што тоа се работи за животни што се родени во заробеништво и што не знаат друг начин на живот, освен тој во заробеништво. Зоолошките, еден дел од нивната работа не е само да ги чуваат животните, него и во едукативни цели кажуваат ги за тој вид на животно, за зачувување на тој вид во природата, доколку станува збор за загрозен, и конзервација на животните, бидејќи има вклучени се зоолошките во проекти кај што одреден животински вид се враќа, се чува во заробеништво, меѓутоа во полу див начин на живење, за да после тоа се врати повторно, се реинтродуцира во природата, доколку во природата веќе изумира тој вид. Зашто има примери во неколку зоолошки градини се чуваат животни кои што веќе се на работ на изумирање во природата. Тигарот заради сечењето на шумите и се кинеската медицина и сите други работи, пехарите за трофеите што си ги зимат за одредени видови на животни, веќе се намалува неговиот број во природата. Преживалскиот коњ како единствен див представник на дивите коњи, тој го враќаат, има проекти, се враќа во Монголија. Од зоолошките го враќаат во Монголија.
Кога ја замоли Весна да ме запознае со некој од чуварите, таа веднаш знаеше каде да ме однесе. Кај слонарите или слонаджиите кои во моментов се грижат за две слоници. Дуња, бабичка на своји 53 години, и Даела, 35. Тие најпрви работеле во циркус, но по забраната на циркуси во Европа најпрви биле во Германија, па во Шведска и на крај во Скопје. Мартин сакаше само да се слика, но Виктор ни објасни од кога и што работи во зоолошката. Шеста година работам како зоонеговател. Значи, моментално се грижам за слоновите и со нив сме некаде околу 3,5 години веќе. А пред тоа со кој беше? Предходно со примати и жирафи. Значи, секој неговател си има своја, да речем, свој вид на животни за кој се грижи? Да, си имаме така кои посебни реони, например, и на секој реон има различни, да речем, животни и за секој посебен вид нели се грижиме. И Виктор имал сон да работи во зоолошка, а дека тоа навистина ќе се случи, му се кажало токму насон. Значи, животна желба ми е работа со слон. И имаше една ситуација, значи негде година дена пред да се вработам во зоолошката, баш на сонувам и бака се будам и на сопругата и викам, знаеш ли што сум сонувал? Идам во Германија на обука за слон. И значи ова после се случува баш така, после неколку години ми се случува вака се работи нели на објектов и да идеме во Белгија на обука за слон. И значи не во Германија, ама во Белгија. Во Белгија, да, близко, да. Доаѓаме во 8 часот на работа, пред се визуелно се гледа дали има некакви проблеми со објектот, со слониците, значи дали се во добра здравствена состојба, значи едно нагледување, така да го кажам. И потоа почнува со работа, што значи збогатување на надворешниот простор, се сецка овошје, зеленчук, се става сено, се пуштаат надвор, се почиња со внатре со чистење на внатрешниот простор, чистење на надворешен простор, значи тренинг, тука се работи со нив. Пред да се почне со ова чистење се, значи тренинг правиме. Се работи за медицински тренинг, значи да се видат стапалата, ноктите во каква состојба се, уши, за секој случај ако имаме нешто вадење на крв, проверка на крв. И така, мислам, буквално со нив има работа во текот на целиот ден. Вие сте другари сега после толку години? Кои ќе те видат, како реагираат? Си Па правите муабет се препознавам, имало ситуации, например, каде што имаме така голема посета и баш во надворешниве живеалишта кога се и знаат онака да препознаат, а за глас да не зборам, значи можеш баш онака тивко да кажеш име и доаѓа веќе. Како комуницираат со тебе, со сурла, со извици, со... Јас тоа го зборам, работа со животно е работа со енергија, знаете. Така да, мислам, нормално си го препознаваат името и команди што треба да им се дадат. Меѓутоа, баш така, го осеќате секоја нервоза или смиреност, се осеќа. Сме имале ситуации, например, со слонициве, значи се работи за едни од најинтелигентните, значи, животни, така да сме имали ситуации, например, кога ги бањаме, да сака, затоа што, да речем, дуња многу сака директно во сурлата со црево и така, буквално да се полни. И знае, например, кој ќе наполни судија и да ме истушира на некој начин. Да, практично си игра, она. Да, играе, да. Зоолошката градина во Скопје наскоро ќе полни 100 години. Формирана е во 1926-та, а денес има 50 вработени и 7 волонтери од човечки вид и 350 жители од 80 животински видови. Помеѓу нив и некои кои ги видов првпат. Нешто што личи истовремено и на кенгур, и на зајче, и на глодар, а се вика патагониска мара. Едно сладко нешто што се вика белонос коати од семејството ракуни. Од зоолошката излегов со добро чувство и за животните и за луѓето. Почна да се стемнува, а наскоро од неа ќе се слушне виењето на волците. Добра ноќ, Сонја, Мими, Дуња, Даела, Кан, Гете.
Јас сум Милина Јакимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Во епизодата учествуваа Весна Левајковиќ-Трајков и Виктор Ванчевски. При снимањето не беше вознемирено ниту едно животно.